Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги и пратеници, почитуван министар и директор. Јас не сакам многу да се повторувам со она што е досега кажано од сите колеги предходно. Би започнал овака на 15 април оваа година директорката на ММФ Кристалина Георгиева доделува 118 милиарди долари на 87 држави за справување со ковид пандемијата. Од тие 87, повеќето се држави кои што се во развој или држави од третиот свет, меѓу кои на Македонија и паѓаат, односно и се доделуваат 192 милиони долари. И таа има една изјава, вели, правете се што треба, но чувајте ги сметките. Во месец октомври констатираат дека во Република Македонија, заедно во друштво со Нигерија, Малави и така натаму оние земји кои што се повеќе од Африка, констатираат дека нема никакви извештаи, односно нема оправдување за потрошените пари, каде се тие потрошени и како се искористени во намена на заштита на населението или справување со корона кризата. И тука јас го поставувам прашањето што ако имаме кризна состојба? Дали нешто ќе ни смени? Дали нешто ќе смени за подобрување на здравјето на луѓето? Дали нешто ќе смени за подобрување на условите во кои што би се лечеле луѓето? Или пак би имале некакви последици? Зошто го велам? Ние треба да бидеме горди како граѓани на Република Македонија, затоа што го имаме еден од најголемите експерти во стратегиите, општо познати во светот, тоа е професор доктор Гоце Андревски, кој што предава на Кралскиот универзитет во Торонто, и тој се бави покрај она со стратегии војни или економски или како и да е, има направено анализи и за стратегии за справување со овакви кризни состојби, посебно и во здравството. И таму тој имаше неколку пати нагласуваше, односно ни укажуваше како ние треба да се справиме со ковид пандемијата, која што е насекаде во светот, дека треба да се донесат некакви мерки за забрана за движење, за ограничување и така натаму, паралелно да се надградува системот на здравството. Меѓутоа, додека беа мерките, јас не видов дека се направија некои нови болници, дека се направи нов капацитет, дека се направи клинички центар, не видов дека се донесоа, иако по барање на нашите пратеници, еве и јас лично имам поднесено амандман за инсталирање на централен довод на кислород во Велешката болница, не видов дека се надгради тоа. Значи, ние практично ништо не направивме во делот на подобрување на инфраструктурата, додека ги имавме овие мерки за забрана за движење или рестриктивни мерки во било кој поглед и да беа. Кога се ослободија, наеднаш се создаде еден пик кој што требаше да биде 2000, 5000, 40.000, стасавме за жал до 216.000 и се уште не гледам крај. Основно ми е прашањето, пак ќе се вратам на истото. Што ќе ни е нас кризна состојба? Во кризната состојба од една страна не го подобривме здравствениот систем, од друга страна ќе ви кажам што направивме. Во кризна состојба донесовме данок, нов данок, односно зголемување на акцизата за горивото. А денес пак видовме од министерот Фатмир Бесими дека тоа што беше планирано парите од тие акцизи да се пренасочат за зелената агенда, дека воопшто не се ни потрошени, немало ни каде да бидат. Ние во кризна состојба ги зголемивме договорните услуги, каде што имаме индикатор за криминал. Не знаеме како се договарани, гледаме дека има огромни цени во разликите, огромни разлики во цените по кои што се набавувани едни исти производи. Ние во кризна состојба, еве, дополнително гледаме дека земаме кредити за справување со кризата, иако ММФ ни дале 192 милиони евра. Значи, практично ние ништо немаме одговор, ниту па отчетност за парите како сме ги трошеле, ниту пак има надеж дека нешто ќе се подобри во блиска иднина. Направивме модуларни болници, направивте модуларни болници, кои што, за жал, не се со тој квалитет кој што треба да бидат. Ако веќе носиме кризни состојби, ако веќе треба да се продолжи ова, барем да имаме отчетност, тоа е нешто што најмалку го заслужува секој граѓанин на Република Македонија, да знаеме каде се трошат парите и да видиме
некаква надеж да видиме дека има некакво придвижување напред. За сега, јас искрено, ако размислувам во однос на здравствената заштита, сеедно ми е дали треба да се донесе или не треба да се донесе кризната состојба, затоа што не гледаме ефект. Ако размислувам од политички аспект, од опозицијски аспект, мислам дека воопшто и не ни треба, затоа што подлежно е на злоупотреби. Ви благодарам.